Викаат дека фраерлукот не се глумел, туку дека фраерлукот си го носиш. Јас ќе се однесувам дека си го носам фраерлукот, па затоа можам да излезам вака со рацете во джип и да ви кажам добро вечер. Но, сега ќе ги извадам, за да бидам културна и за да ви кажам уште еднаш официјално добро вечер и добро дојдовте во најновото издание на Фидбек со Елена. Доколку знаете дека е сабота вечер, знаете дека е 19:30 часот, доколку сте на фреквенцијата на Телма телевизија, а тоа е најдобрата фреквенција што можете да ја имате во моментов, знаете дека започнува ново 50-минутно издание на Фидбек со Елена. Тоа значи дека и денес ќе се обидеме да го задржиме вашето внимание, ќе се обидеме да допреме до секој еден од вас, а тоа нас лично ни значи многу. Со оглед на тоа дека емисијата, покрај тоа што ја правиме за нас да не биде забавно, најмногу ја правиме за вие да уживате во содржините и се разбира во гостите кои што има да ги понудиме. Доколку, повторно ќе кажам, имате пропуштена епизода, а вредат епизодите да се погледнат, можете да ги видите на YouTube каналот наречен Фидбек со Елена, а за сите оние пропратни информации од типот на кои ни се гости, фотографии и слични некакви информации, историња и за емисијата, можете истото да го направите на Instagram профилот Фидбек со Елена. Некако како да ја започнам емисијава со ABC 1, 2, 3, или како беше, кајде подсетете ме дечки, временска машина, како идеше? Временска машина, врати го, боја ритмо, диско ритамот. Не се покажам баш во најдобро светло, но веќе предпоставувате кој е мојот следен гостин. Останете со нас. Супер, мислам дека веќе видовте за кого станува збор. Јас дури и на почетокот си запеав некои негови песни. Искрено да ви кажам, на мое огромно задоволство го имаме човекот кој што стана препознатлив по неговиот вокал, по неговите изведби, по неговата фантастична енергија на сцена, по препознатливите хитови кои што ги пееме веќе наназад, верувале или не, цели 30 години. Јас кога кажаа дека слава 30 години од постоење ми беше малце коса ми се крена, не за друго, заради тоа што предпоставувам дека и јас сум дел од таа цела една генерација. И мислам дека Пере, кој што всушност ќе биде нашиот гостин, е еден од оние ликови кои што и такако заслужуваат да бидат во Фидбек со Елена, заслужуваат да кажат што има да кажат, заради тоа што имаат за себе навистина еден голем товар, би рекла, меѓутоа и музички, и професионален, и приватен, и секаков. Успешен како музичар, успешен како сопруг, како татко, како што се не, како дел од екипата на Нокаут, односно како нејзин водич. За почетоците, за можеби предизвиците на сцена, за сето тоа што е дел од Нокаут, ќе позборуваме со Никола Перевски. Пере, повели. Го чекавме аплаузот. Вака мораме со бушка прво. Добре ми дојде. Добро ве најдов. Вадевме од сите можни проби, аудиции и секаде. Добро ве најдов. Како си ми за почеток? Одлично, сум бил и многу полошо. Добро, значи добро е, не е лошо. Да, супер, супер. Знаеш, во денешно време кога ќе кажеме не е лошо, треба да сме задоволни со оглед на тоа дека има стварно полошо. Има секогаш полошо, али било и подобро да кажеме. Ама би било така и да вака е супер. Некоја златна средина. Да. На почетокот одиме со десетина или прашања. Значи ќе ми одбереш меѓу едно или друго, за да те запознаеме од малку поразличен навал. Може? Например, дали Нокаут пред 30 години или Нокаут сега? Нокаут сега. Добро. Временска машина или леат дождови? Леат дождови. Зашто? Па не знам, некако емотивно сум приврзан кон таа песна затоа што е лично моја, да кажеме, и некако временска машина е преработена, нешто што сме сакале да направиме
некаква преработка во тоа време, односно на музика од запад да донесеме овде и да покажеме дека може и тоа и на македонски да звучи интересно, и мислам дека беше полн погодок, апсолутно. Полн погодок и дека ни успева во тоа што го правиме како некакви, да кажем, преработки. Кажи ми, мал клубски настап или пак огромен концерт во преполна сала? Зависи. Настапите ги сакам и секој настап го сакам. Обожавам кога настапуваме во живо, да кажеме, некако со секој настап ја победувам и таа трема што ја носам онака длабоко во себе. А уште ја носиш и по 30 години? Уште ја носам, еве мене интервју, кога ќе ми закажат некој интервју, се чувствувам како да полагам некаков испит да, овде стои некоја грудка во електромашински факултет, да. Така. Добро, не сум јас за толку страшна. А можда и сум, не знам. Се шалам. Првиот албум или последниот? Првиот албум или последниот? Мислам третиот. Добро, супер одговор. Да, третиот. Спонтана свирка без листа или сепак испланирано се под конец? Некако тоа секогаш иде спонтано кај нас и да имаме листа, не се тие песни, туку нешто измеѓу, да. Добро, спонтаноста и импровизацијата, посебно кај музичарите, значи, со оглед на тоа дека претпоставувам дека опипувате и каков е пулсот и на публика и во односи од просторот кај што настапуваме, да, и публиката каква е, нели, колку публика има. Едноставно кога ќе излезеш на сцена, ја го гледаш и мудот на публиката, односно се ориентираш некогаш и според тоа. Апсолутно, да. Кажи ми, рок-н-рол бунтовник или зрел артист со порака? Па зрел артист. Веќе би го кажала и јас, истото за тебе. Никако, мислам, не се ограничувам дали е рок-н-рол, дали е диско, фанк, дали сме, не знам, хеви металци или наедноставно сме уметници, артисти кои што го правиме тоа најдобро што можеме да го дадеме од нас како артисти и веќе тоа со тек на години. Ако правите извонредно, јас морам да кажам дека нема настап ваш кој што не е преполн до последно место, каде што не е купена секоја карта, каде што едноставно знаете да ја подигнете публиката на некое така баш завидно ниво. Па, мислам дека е така, да. Што е супер. Кажи ми, чекај сега ова да... Не, дали си повеќе за балада? Добро. Или некој таков ударен, забавен ритам? Зависи од периодот. Добро. Во кој што живеам, во кој што творам, да кажеме, нели, некогаш подобро ми е кога ми доаѓа балада, да кажеме, него побрза песна, некогаш сакам само брзо да пеам, знаеш, така да... Јасно. Да, така што и моментите на животот, на она кое што го создавам како композитор, како автор, се сведува на тоа, да некогаш се чувствувам да направам побрзи песни, некогаш да направам поспори песни, али како и да е, ги обожавам и двете. Од поновите, никој освен тебе или Сонценца? Многу тешко прашање. Па некако никој освен тебе. Никој освен тебе. Да. Баш ги прислушав и двете, ги извадив за покасно да можеме да ги слушнаме. Да. Пиво или вино? Вино. Добра. Соло настап или настап со бенд? По можност бело со кисела вода. И со кисела вода. Добро. Фирина? Yes. Соло настап или настап со бендот? Настап со бендот. Добра. Универзална сала или саем од веќе непостоичките? Две различни категории се тоа. Скоро знам. Да. И двете ги сакам. Че сум ги поминал и двете сум ги искусил. Како некакво искуство музичко, па мислам, еве универзална, затоа што ми е поинтимна атмосферата, не знам, некако и сум приврзан повеќе за универзалната сала. Пораснавме со настани во универзална сала, тука помини замени, така. ја гледаш цело време тука тие и некако поемотивно сум приврзан према универзална сала. А Борис или Јане Сандански? Тоа се две сали, исто спортски сали, кои што за жал веќе повторно ќе кажам, ние немаме класичен концертен
простор каде што може да се одржуваат концерти, меѓутоа на ова прашање би можел да ти одговорам од кога ќе заврши концертот во Борис. Во Јане Сандански. Сега ние во Јане Сандански, инаку 2015 година Нокаут направи еден голем концерт во Борис Трајковски. И сега би сакал да го почувствувам филингот. Ајде, па ќе знаеш, ќе направиш разлика меѓу едното и другото. И кажи ми за крај, Harry Styles или Роби Вилијамс? Роби Вилијамс. Forever. Forever, да. Роби Вилијамс го имам гледано 2 пати во живо, да, така што мислам каков ентертейнер, човекот. Ентертейнер, да, класичен, дури онака си направивме живели на првиот концерт, така тоа ми остана тоа во некое сеќавање. Цел концерт му вика Роби, и бев да. Во први редови. Да, во VIP бев тука во првите редови и така имав прекрасна. Да, имав шанса да направиме на здравје со пиеше пијачка и он пиев и јас и така. Види, кога ќе те слушна или види, јас сум сигурна дека може некој дует ќе пусака со тебе, ама никогаш не се знае, така? Па, тоа да. Never say never. Пера, фала ти, се гледаме на позиција. Фала ти на тебе. Не можеме да се доизнамуабитиме со Пере со оглед на тоа дека се немаме видено навистина од многу одамна. Си зборуваме за тоа дека е убаво да си во емисија, нели? Супер е, да. Одлично е. Тоа. Стварно се чувствувам одлично покрај тебе, покрај твојата екипа овде. Кажи каква опасна екипа си. Одлична атмосфера. Многу ми е драго. Ова сакав да го кажам, но врати го во мода дискоритамот, а јас реков во боја дискоритамот на почетокот, така да немојте да ми замирите, не ми замируваш, Пера? Не, тамам работа. Кога те најавив си, така некако, видиш убаво дојде. Многу не поистоветуваат со оваа песна, да кажеме, со временска машина. Оваа песна инаку не е наша, ова е од Earth, Wind and Fire, значи преработка е, песнава датира од 1973 година, оригиналниот наслов е September. И меѓутоа со нашава преработка веројатно на тоа време си беше хит, не видам и се уште. Мислам дека претпоставувам дека немате и вие настап каде што не ја изведувате или што не ја пеете. Инаку мислам би сакал да кажам баш за оваа песна една информација. Не сум ја кажал можеби нигде до сега, вака јавно, инаку имаме ексклузива. Дозволата што ни ја дадоа преку менаџерот за Источна Европа за да ја преработиме оваа песна, од кога ја преработивме во ваква некоја диско верзија, пошто оригиналната е некако фанк. Фанки е, да, така. Да, фанки е. Од кога ја направивме ваква верзијата, материјалите ни ги зема, да кажеме тогаш, пошто направивме уште една преработка од Earth, Wind and Fire. Бум, материјалите ни ги зема менаџерот и ги однесе за Америка, па требаше да снимаме во Лос Анџелес, вториот албум да го снимаме во Лос Анџелес, заедно со Earth, Wind and Fire, фактички со нивните продуценти и така натака, веќе договорите беа при крај, спремни све дури до моменти, значи, колку саат треба да бидеме у студио, таму ќе спиеме, коли вакви, онакви, ќе не носат до студијава, дека мораш да бидеш избањат кога ќе влезеш у студио и така натака, со сите детали. Меѓутоа, од кога ја слушна, значи, песнава, тоа беше 1999 година, Earth, Wind and Fire ги снемува нигде со однос на договорите и менаџеров, како и да е. И ја реиздаваат песнава во диско верзија Earth, Wind and Fire, да, и прават милиони по светов и се враќаат фактички Earth, Wind and Fire тогаш повторно на сцена. Прават камбек, да, браво, значи сте биле мотивација за ексклузивитет, да кажам, баш ми е драго, баш ми е драго. Во позадина на не се сомневам со оглед на тоа дека навистина уште на почетокот кога се појавивте, ајде сега нели она неизбежно прашање како почнаа почетоците на Пере конкретно со музиката генерално, а потоа и како се собравте со Нокаут, бидејќи Нокаут сега реално пред 30 години имаше сосема различен сустав. Не можам да не ги споменам Ацо, Кире, Франц, екипа која што бевме, да. И Дарко Димитров се разбира. И Дарко Димитров, затоа што со Дарко Димитров фактички го основавме, јас и Дарко го основавме Нокаут на почетоците, односно почнавме да работиме на ваков еден албум, ваков материјал, како што искочи, нели, првенствено првиот албум на Нокаут. И
во тоа време имавме некои 2-3 песни, да кажеме, готови, кои што може да се лансираат 90 и значи 96-та се основавме, 97-та прв пат се појавивме во јавност со песната Ти си луд, што е помалку позната, се наоѓа на нашиот прв албум, а второто појавување беше негде март-април месец на Макфест 97 година со нашиот втор сингл фактички. Да. Па после се редеа беа Кажи ми, како знаеш дека ќе се бавиш со ова што се бавиш денес? Кој беше пресудниот момент? Пази, тоа е прашање кај што тешко сега можам да ти го одговорам, ама сигурно си бил клинец. Од кога знам за себе, значи се занимавам со музика, така што мојве веројатно приметиле талент во мене, ме запишуваат во нижо музичко, односно се запишувам во нижо музичко. Па добро, тогаш може би и те запишале со оглед на тоа дека си бил дете. Тргнувам уште како мал, 5 години, значи тргнувам во нижо музичко. Примаат во припремна година, тогаш така беше и сега мислам дека е припремна година. Па одиш прва година и така натака. Ја 2 пати репетирав припремна затоа што бев многу мал, така што ниже музичко завршувам виолина. После ме примаат нели како виолиниста во ниже музичко. Па потоа средно музичко и си пирao до теоретска настава, облигат виолина свирев и си тера натака приказнава, да. Кажи ми, си размислувал дека што и додека сум во средно фактички трета година негде почетокот на четврта го формирам нокаут. Браво. Да. Значи на неполни 18 години, практично. На неполни 18, да. Одлично. Предходно имам други бендови. Извини што те прекинувам, не ме прекинуваш, беше убаво да се слушна сето тоа. Предходно имам други бендови, бендот се викаше Аперитив, пред Аперитив имав некои други варијанти, нели пробував нешто, многу ја сакав рап музиката. Па пробував нешто со капчева, сега бога ми така и ми делуваш. Па добро, да. Во тоа време беше Vanilla Ice, MC Hammer, тој вајб беше, да. Јасно. CNC Music Factory ги сакав многу. Мислам, друго време беше. Да, ама тоа беа музики, тоа беа денс хитови, не биде. Тие беа KLF, мислам сега што ја запеа. KLF is gonna rock you. Нешто така. Текнува. Да. Си размислувал ли што би бил кога не би бил музичар? Која би била твоја втора професија? Па сигурно би бил некаков спортист. И спортот го сакам исто паралелно со музиката. Меѓутоа еден период музиката си преовладеа кај мене и продолжив професионално, значи да се занимавам со музика. Пира, свидоци сме на милион групи, бендови, изведувачи и така натаму. Сега со ова вештачкава интелигенција веќе не знаеш што е добро, што е лошо, се може да звучи добро и така натаму. Меѓутоа, што според тебе треба да поседува еден музичар, еден изведувач, еден бенд, бидејќи сега си ми само овде ќе зборувам за тебе, што треба да поседува еден музичар за да биде успешен во тоа што го работи? Па мислам дека треба едноставно да биде искрен во тоа што го прави. Служува. И кога ќе излезе на сцена, веројатно да тука да излезе на виделина вистината пред се. И треба да поседува, се разбира, човечки карактеристики пред се, затоа што музиката се прави со луѓе, а не со... Да, еве, убаво што го спомна тоа, ти си поединец, меѓутоа си и во бенд. И сега, како вие како бенд функционирате со оглед на тоа дека не секогаш ќе се служите во нештата, не секогаш ќе имате согласност као готово, тоа е тоа, одиме на сцена. Како ги изгладувате тие работи во смисла на... Ако работиш со повеќе луѓе, се разбира тука мора да постои таа, мислам, и постои, и постоела и од порано, не е ништо... Ништо ново, така е. Нешто ново не измислуваме топла вода. Едноставно психологија е во прашање и на моменти треба да бидеш и да не кажам и психолог кога си дел од некаква екипа, од некаков бенд, меѓутоа сето тоа треба да го предводи, се разбира еден, затоа што ако веќе тука почнат работиве да се некако
разнишуваат. Да се разнишуваат и да се мешаат, коцките, тогаш мислам тоа сето се разводенува од мал број примери и во светот и кај нас и секаде, така што мислам дека треба да поседуваш пред се човечност. Така. Перед за тебе стојат 30 години на кариера. Мислам, тоа навистина не е малку, со оглед на тоа дека јас те рачунам уште за перет и тикнува се дружиме од не знам кое време и кога ќе кажам цела една генерација, значи ти си пример за цела една генерација во која што искрено сум радосна во која дека сум била и јас. Меѓутоа опфативте од тоа време, меѓутоа и денешниве деца, ајде да ја речеме она Gen Z, сега нова генерација која што веќе и ги слуша и ги разбира вашите numери и вашите песни. Кажи ми како е да се опстои во прво два различни века? Ајде тоа да го речеме така, значи имаме 20 век, имаме 21 век, пошто ние сме тие миленијалс кои што сме и ваму и онаму. Така. Како да се опстои во две сосема различни приказни, значи во време кога немало социјални медиуми, во време кога немало ни мобилни телефони, да бидеме реални. Точно. И во време каде што социјалните медиуми се пак на дохват руке, што би се рекло, и е многу поедноставно да се пласираат. Поинакво време беше, мислам, за живење, поинакво време беше во однос на стратегиите кои се правеа во тоа време. Што треба да направиш, кај треба да се појавиш. Имаше само неколку весници, имаше неколку телевизии кои тоа го правеа, односно ние кои скочивме имаше можеби една-две телевизии веќе за од кога искочивме за после 2 години можеби се отвори првата некоја приватна телевизија. Меѓутоа едноставно времето те носи напред и мораш да ги пратиш, мораш да се прилагодуваш, да се прилагодуваш, да го пратиш сето она што тебе те обкружува како индивидуа, како тоа што ти сакаш да го работиш на некој начин во суштина и во овој пример музиката. Кај мене следејќи ги сите тие нови технолошки моменти и работи кои што се појавуваат за да дојдеш полесно да направиш, да кажеме, музика, да можеш да ја снимиш, да ја презентираш. Низ многу искуства, низ многу турбуленции, падови, успони, падови, успони сме поминувале, сме доживеале многу, како што кажав, и разочарувања, и радости, и успеси, така што тоа е дел од патот. Растењето. Да, од растењето, дел од патот кој што треба да се изоди, кај што многу, да кажеме, и од нашата генерација многу се откажува во тој на тоа поле. Да кажеме, ќе направи една песна, две, знаеш, размислувањата не знам какви им биле, дали слушај да бидеме популарни у моментов или знаеш, кој ќе искочиме во град да не знаат и така натака, не знам кој им била визијата. Поривот кој бил, така. Да, кој била визијата, меѓутоа визијата е пред се нешто што го носи еден човек напред, да кажеме, големата слика. Ево што го кажа тоа. Да. Ми се намитнува веднаш следното прашање во смисла која е мотивацијата и после толку години, после толку аплаузи, после толку концерти, после се, повторно да се излезе на сцена и да се пее. Од каде инспирација, од каде мотивација за се уште да се прави тоа онака и тоа на најдобар можен начин. Видете тоа што го чувствувам за овие 30 години кариера само со нокаут, да кажеме, и некои претходно, нели, како што кажав, имам некаква кариера музичка и пред нокаут, меѓутоа да ги земе овие 30 години кариера со нокаут, чувствувам голема благодарност пред се, значи благодарен сум на публиката која што ни го овозможува тоа што го правиме цело време овие 30 на години. И сум многу среќен поради тоа и тоа е една од главните, да кажеме, двигателни точки кои што ме носат напред и кои што ми отвара таа голема слика на крај, што сакаме да правиме, како тоа да го правиме. Едноставно начин на живот. Тоа е начин на живот, лајфстайл и
го прифаќаш, подобро да го прифатиш отколку да бегаш од него, доколку чувствуваш длабоко дека сакаш тоа да го правиш, сакаш тоа да го работиш. Нормално треба да ги носиш кај себе сите оние афинитети како добар изведувач, да се надградуваш во однос на се, во однос на едукација, на музика и така натака. Кои се перед твоите најголеми критичари? По однос на тоа дали си добар или лош? Па мислам, од секогаш биле најблиските луѓе, оние кои што ме окружуваат, оние со кои што соработувам како соработници. Често пати знам да наидам и на, како да кажам тоа го чувствувам повеќе како одбранен механизам кога ќе ми каже некој дека нешто не чини. Нешто не чини. Така. И викам окей, не чини, и онда го размислувам, може и да го оставам, да не го направам никогаш тоа, а може и да излезе после 10 години. Ме разбирате како идеја, како може би тогаш не созрело, не легнало или не знам. Во суштина на тој принцип и работам. Значи, оставам некоја песна да созре, сум направил нешто и чувствувам дека не е сега време да се издаде такво нешто, туку оставам на времето да покаже, може би ќе се свртат коцките и тоа ќе се појави после 10 на 15 години. Јасно, кога ќе му дојде времето. Бидеме живи и здрави, нели? Дали посебно уметниците сакам да ги прашам, дали повеќе уживаш во процесот на работа, значи снимање, преснимување, пеење во студио, враќање, поступати и слично, или пак во самиот производ, во продуктот, откако ќе излезе номерата, песната? И тоа се две различни категоризации. Уживам и во двете работи. Меѓутоа, мислам дека првенствено во самиот процес на работа, затоа што тоа сум јас. Познавајки те предпоставиш. Затоа што тоа сум јас. Ја кога ќе кажам да кажеме на супругата навечер во 3 сати, ја буцкам, викам, станав ја да запишам некоја идеја, само да ја запишам и ќе си легнам. Тоа е нешто поголемо од мене, значи Јасно. Како да се спојувам со некоја паралела и ми кажува дека треба да станам да ја запишам идејава, само да не ми избега. Да не избега мислата, као така, да сум ја сонувал, као да сум. Тоа е. Интересно. Ајде сега ќе да позборуваме за она што во суштина ве чека. Тоа е 30 години од постоење на Нокаут. Да. Што повторно ќе кажам не е мала бројка, да ви се множат. Јас викам дај Боже и на 60 години да ви дојдеме и така натаму. Да ме рачунате? Дај Боже, да, секако. Таму во први редови. И сега на 30 рачунаме. Готово. Ќе ми биде задоволство и чест. Секако. Кажи ми како се подготвувате, почнали веќе подготовките, видов дека има. Дури имаме, мислам дека и фотографија една каде што ги има сите гости кои што ќе учествуваат Парижија, која најдете може да оди како слика. Видов дека Игор Џамбазов, видов дека е Дарко Гелев Брик, така, Гроздановски. Гроздановски, кој Гроздановски? Дарко Гроздановски не го прочитав, не. Дарко Гроздановски не знам, мислам дека или некаде го прочитав, а не извини. Владко Лозановски ќе ни биде исто. Владко Лозановски, добро. Ќе ни биде специјален гостин исто таа вечер. Пејчин ќе не биде, Дамјан Пејчиновски, гитаристот, ќе биде со нас цело вечер, ќе не придружува како ви е замислено? Открини нешто, како втора гитара. Па види, ова е нешто што па 30 години е нешто што навистина ги носиме тие години, како не се тоа бројки, него е се спомени. Многу спомени, многу инспирација, многу концерти, многу искуство и врз основа на тоа искуство фактички дојдовме до идеја дека треба нешто да направиме што не сме го направиле до сега, а тоа е да направиме бината да биде во средина на Јане Сандански. Значи тоа е на Нокаут. Ја пуштив и таа фотографија да оди. Правиме Нокаут 360, фактички да бидеме пратени од публиката од сите страни, така да и тие што ќе бидат долу околу нас, застаните ќе бидат околу бината, оние сите што ќе си набават карти или на време да не пратат од горе од салата, дали од партер 1, 2, 3 не е битно. А меѓутоа е замислено да бидеме во централно сместени со бината и да имаме комуникација со целата сала баш преку центарот на Јане Сандански.
и за прв пат ќе го правиме тоа и предизвик е и за нас на некој начин, предизвик е за целата екипа што соработува за нас таа вечер и они на некој начин ќе го направат тоа за прв пат. Браво. Тука. Подготовките се во тек веќе или? Да, се во тек од она, значи исцртување на бините, што треба од светло, што треба од звук, ќе има звукот е исто специфичен да се намести на таков принцип на изведба, за таков принцип на изведба, бидејќи се закачува, сега да не објаснувам, на 8 позиции. Звукот ќе му биде предизвик и на нашиот тон мајстор, фактички и на бендот, нешто како што и на бендот што ќе отсвири, така што мислам дека ќе биде стварно едно убаво патување, едно убаво доживување за сите оние кои што ќе дојдат таму, веројатно оние што не прателе до сега, па и оние што не знаат, што не слушале, нека дојдат само со... Тие уште повеќе нека дојдат за да видат што пропуштиле до сега. Да дојдат да видат што е тоа вистински, да го доживеат моментот нека дојдат само со отворени срца и мислам дека тоа е тоа. Ќе уживаме сите во таа вечер. Искрено да се радувам, само уште еве ти најави го кога ќе биде концертот. 9 мај во салата Јане Сандански во Аеродром. 20 часот? Во 20 часот, па 20 часот мислам дека ќе бидат отворени вратите околу 19:30. Би требало да стартуваме тука 21 часот би требало веќе да стартува концертот. Добро, значи 9 мај, уште еднаш да повториме. 9 мај Јане Сандански 20 часот, бидете нацртани таму. Јас ветувам, мислам, здравје Боже се разбира до тогаш, ама навистина би сакала и да ве слушам и да ве видам. Па мислам, што оди како продажба, мислам, до сега, затоа што пред неполна недела ги пуштивме картите во продажба. И тоа со некој минимално, да кажам, рекламирање, некоја таква како се вика се таа герила стратегија малку. Да. Мислам дека супер оди продажбата за сега и сите они мислам дека ќе биде кул. Јас не мислам, јас знам. Полно, дека ќе биде убаво. Ќе слушнаме, ќе направиме една мала кратка пауза со чекај сега која рековме со Никој освен тебе, може? Може. Рижи, ако може да ја слушнаме Никој освен тебе и се враќаме назад во студијата. Па да ви кажам, може да ни го слушнете муабетот, што? Да му ја прифрлиш рече сунценце на Брик, јас ја извадив и сунценце, друго Брик, ја немаш сунценце уште? Епа... Сунценце... Еве сега ќе си ја добием. Да ја добиеш, Бога ми. Време е Брик да постави прашање. Та моам повели, еве јас малку да одморам, може вака да се завалам и јас. Имав една малку. Сакам како пере и јас вака да седам.
Имав едно малце покомплицирано, ама решив. Ако и тоа, и тоа, и тоа. Ако нема проблем и комплицирано, дај ке постави Ако го. ми поедноставим. Ме интересира Пере во текот на денот што сака да слуша. Например, кога спортува, што ти буди креативност, вака... Јас сум малце old school за тие работи. Значи, ако земеме сега дали кој изведувач или кој пејач го слушам, што ми се допаѓа, што не, во суштина... Жанровски нека биде. Жанровски, па види, пред се стварно, како што кажав и пред малку, вистината ја барам во изведувачите, тој го купувам, како да кажам. Значи, го слушам многу Фил Колинс, да кажеме, он за мене е многу... Интересно, да. Фил Колинс е нешто што мајка не раѓа веќе после не знам колку години, можеби на 100 години се раѓа еден таков изведувач. И исто и колегата негов, да кажеме, Питер Гебриел, они се и двајца другари биле, се да не ти објаснувам историјава, може да знаеш, може да не. Да. Они двајца учеле во исти клас били и така натака, па биле исто во исти бенд. Али ете нешто такво као таа малце old school варијанта, слушам 90-ти, 80-ти, 90-ти, Леле, твој 2000-ти, да. Стинг го слушам многу. Ние модерни, бе. Да. Ама нема тоа, реално. Да. Тоа е како база на, мислам дека на денешнава музика и на... Да, Бритни е инаку... Да, учам од Клептон, да кажеме. Сваќаш? Какви се музички инструменти знаеш да свириш? Виолината веќе ја споменавме. Виолина, да, гитара, акустична, бубњеви знам исто да свирам, пијано се разбира. Браво, си стран музичар. Да, тоа се некои основни постулати за човек кој што се занимава, да кажеме, со композиција, со продукција и така натака. Кој ти во моментов од новите, да речеш, детева го била добар? Затоа што ги спомнавме, јас мислам за постарата генерација нема муабет и квалитетот на музика тогаш што се правел сега. Еве да кажеме, многу експресија гледам, многу вистина има и во тоа типче, иако не знам, можеби многу го Крис Мартин, значи Крис Мартин од Coldplay. Значи Coldplay ги слушам исто као нов бенд, за мене еден од најдобрите бендови кои што се појавиле дека ми се на листа за следен концерт. Во историјата и нив ги имам гледано исто два пати Добри се во лайв? Страшно се добри, ги гледав на Монжуик во Барселона, на стадионот Олимпико. Страшни се, значи, како да кажам, тоа што го прават они, мислам дека ретко кој го прави денеска, не велам дека, например, U2 не се добар бенд, или не знам, Дюран или не знам како. Тоа било. Тоа било, да кажеме. Добро, пази. Никој не го оспорува тоа. YouTube вадат се уште вадат нови песни. И ја се радувам, Дуран се ја слушнав дека доаѓаат пак во Скопје, со радост срце би ги слушала, би ги гледала и слично. Еве ти информација, например, нокаут беше прегрупа на Дюран. Првиот пат во Скопје, кога ние бевме као опен акт со Дюран. Мислам, извини, а кој друг? И мислам и задоволство и така. Има навистина нашава историја е полна со моменти кои што и со спомени, кои што се вредни и кои што ни даваат понатамошен мотив за Што е со успесите надвор од државава? Како, колку тука може да се распространат? Сега ни заврши турнејава во Германија. Да кажеме, почетокот на декември завршивме со турнејата. Поминавме одлични концерти. Можеби ќе останат уште два, еден во Берлин, еден во Хамбург. Да, така што имаме некои најави за Љубљана, за Виена. Како да кажам... Таму знам дека ќе ве препознаат. Балканот ве препознава? Да, супер. Како не? Не тоа ми е многу важно. Не за друго прашам заради турбофолкот, заради тоа што е окупиране народот со таков тип на музика, па во таа насока ти го пустив прашањето. Сепак твориме на македонски јазик и бариерата е тоа, да кажеме, многу е потешко
многу е потешка таа бариера да се сруши само на македонски. Ке морам ако одам надвор да кажеме да пеам или да се борам или на англиски или на српски, така. И на бугарски, било како. Значи, јас исклучително го почитувам тоа што си пеете на македонски. И пеем исклучиво на македонски јазик и мислам си ја почитуваме држава, си ја сакаме држава, твориме, мислам кога ќе им кажам јас на колегиве или на новинариве, слушате дечки, викам, значи ние стоиме стварно како изведувачи на границите, како некаков одбранен механизам на оваа држава во однос и на јазик, и на музика, па и на кариера, мора некој да држи, мора некој да брани и така натака. И сега кога ќе искочат бендови, некои кои што, да кажеме, не датираат во континуитет, сакам да кажам, датираат можеби од 80 или 90, ама ќе се појават сега после 40 години ќе отсвират некои концерти и они сега постоеле. Значи не, битно е да бидеш континуиран што се случува што е со тоа време кога не сте биле присутни или кога не, значи многу работи се во игра, така. Во игра се служувам. Меѓутоа, како и да е, ние одиме напред, твориме и максимум гледаме она што ние сакаме да го отвориме и да бидеме искрени во тоа. Тоа го познава публиката, вистината ја гледа во однос на тоа. Тоа ми се допаѓа кај вас. Мислам дека го творите тоа што го сакате, односно тоа што ви се свиѓа. Не е секогаш тоа, ова ќе се свиѓа на публиката, па дај јас ќе го запеам ова или ова. Тоа сакам да кажам, ама тоа се чувствува, Пере. Да, нокаут не бил никогаш бенд што прави нешто да го наметнува со сила или да наметнувам нешто да бидам популарен по секоја цена, односно да го правам она за да бидам допадлив на публиката, ме разбирате? Значи не, току наставно. Ако тебе лично ти се допаѓа, односно вас како група, се вади надвор и тоа. Нормално е дека нема да му се допаѓа на некој што не мора и не треба. И не треба, апсолутно, сите сме ние различни и сите ние имаме точно и различни вкусови, и различни афинитети, и различно се. Пред да дојдам со... И тоа е нешто што не прави, да кажеме, можеби автентични во тој домен. Пред да дојдам до последното прашање, само на кратко за она аудиција која што исто така ја водиш, односно си дел од низа, за што конкретно станува збор? За звездички? Не, се работи, вака се имам аудиција. Имате аудиција и за концертов? Имаме и аудиција за концертов, да, имаме аудиција прво за концертов, да. За концертов имаме некоја видео аудио аудиција. Однос на тоа дека се свират многу наши песни по разни локали низ нашава држава и пошироко. Меѓутоа, аудицијата е да дадеме малку и мотив на тие бендови, да кажеме, онаа песна што ќе ја отсвират најдобро, а во жири комисија е тука и Џамбазов се разбира и нашиот... Предпоставувам да ја отсвират со вас на сцена. Да, и да ја отсвира таа песна, тоа е поентата, значи да шеруваат, да не шеруваат, да ги погледнеме снимкиве, да ги погледнеме и аудио и видео снимките и да одлучиме кој бенд најдобро ја извел нашата песна и со која што може да се представи заедно со нас на големата сцена во Јане Сандански, да. А ова друго што почна сум дел од некој жири од проектот се вика Музичка фабрика и оди низ целава наша држава, односно во поголемите градови, кај што беа пријавени 550 деца. Сега сте веќе при крај полуфинале, сега сме веќе, да, при крај, од 550 деца треба да се одберат 20 деца, што е многу тешка задача, затоа што овде имаме пејачи уште од мали нозе. На нас како жири, меѓутоа ете продукцијата тоа така го замислила оваа година, можеби другата година ќе има некакви категоризација во однос на годините од 6 до 9, пошто сега е од 6 до 13 години беа пријавувањата. Како и да е, супер иде, многу убаво поминавме низ градовите. Останува да се одберат оние за полуфинале, да видиме кои што ќе влезат. Стварно тука се веќе финеси. Во прашање имаше многу таленти што многу ме радува. Многу ме радува. Навистина толку скриени таленти има. Држава треба да малце да
Треба да се даде потик. Него малку повеќе да се најде начин како да се извадат на површина овие деца. Низ различни проекти, низ различни делување кај што може да подпомага финансиски и секако. На крај, бидејќи ми е мафната веќе дека треба да привршуваме, последното прашање. А тоа е фидбекот, односно кој е фидбекот што го добиваш од тоа што си ти, а и од твојата работа? Фидбекот е публиката, секогаш. Предпоставувам. Да. Тоа сум го сватил овие можеби последни, не знам, 20 години, ајде да кажеме, оние првите години на нокаут беа првата постава, нели 4 години бевме со првата постава, тоа беше некако постава повеќе за ентертејмент, да кажеме, да го прикажеме она што го работиме преку видео спотови, само преку радио и така натака, затоа што не постоеше тогаш Facebook и Instagram. Јасно, затоа ти викам, тоа беше едно сосема друго време. А веќе оваа втора постава е нешто што е посериозно, она што го правиме, што го твориме и она што сме го твореле претходно да го изведеме и во живо. Во суштина тоа е и поентата, значи тоа што го еднакво која е поентата, зошто тоа го правиме сега, да бидеме нешто популарни или не знам, знаеш, да не препознаат у продавница или не знам каде. Посебно не сега, после толку поминато време. Едноставно, тоа што го правиме, да можеме да го изведеме во живо на различни можни начини и сум почувствувал дека публиката е таа која што навистина не движи напред, ни дава дополнителен мотив и еве уште една огромна благодарност до оние сите што не слушале до сега овие 30 години, затоа што 30 години не е мал период, како што кажав, многу спомени, многу раскинувања помеѓу многу среќни моменти помеѓу некои баш спомени, разни спомени, кои што се вплиткани во... Да, така што оние до сега што не поддржувале, оние што ќе не поддржуваат, благодарност огромна до самата публика, до фановите. Тоа е тоа. Да, тоа е тоа што не движи напред. Јас секогаш на одјавите се сиднувам таму, Брик, те молам, повели, сидни си ти овде, ќе се седнам вака до тебе. Прво да те гушнам, да ти се заблагодарам. Фала ти што дојде. Ми беше чест и задоволство ретко вака да прифатам, да кажем, интервјуа, као што правевме и пред да започне интервјуто, премногу подкасти некои се појавија, прави секој втор веќе прави подкаст. Сите станаа водители. Да, сите станаа водители, па те вади од контекст, па те, знаеш, ти ги превртува муабетиве само за да добијат такви некои лајкови, да бидат што повеќе гледани, ама многу повеќе работи се важни и суштински во животот од тие лајкови. Се служувам. Мислам дека си имавме супер муабет, фала ти уште еднаш. Добро кажа. Благодарам. Баш така, убаво го кажа како за крај, ние нема никогаш да бидеме тие кликбајтс, нели што ги викаат. Нормално. Секако сум благодарна, така е. Секако сум благодарна на целата публика која што и такако не лајкнува, меѓутоа на оној малку поинаков начин, нели? Не со лошото, не да се извади нешто како трач, туку со вистински вредности, со вистински муабети. Да, точно, подобро да те гледат 1000 луѓе, ама вистински да те гледат, отколку 50.000 или не знам колку лајкови и доле читаш у коментари се и се што. Не. Точно. Ние сме фини културни. Со Брик. Лајк. Овде ви кажуваме чао, имајте прекрасна вечер, се гледаме наредна сабота во 19:30. Не заборавајте да одите на концертот на Нокаут. Фала ти тебе. 30 години, 9 мај, Јане Сандански, 20 часот. Чао.